Стрниште во Штип запали над 10 хектари површини и ги мобилизира пожарникарите на терен. Силен оган со часови беснееше над Горни Балван, на исклучително за работа тешко и непристапно место. Пожарот се шири, после ова намерно подметне пожар, односно запалено стрниште. Истовремено и се јавив на екипите во МВР да го испитат случаја, бидејќи ова е голема површина, сигурно над по моја процена 10 хектара, е запалена и нема никој е пустено на стихијата каде сака огнено таму да оде. Значи ние го гонеме, ова ни е веќе пети пожар од 11 часот па наово. Ова е најлошото можно продолжение на неколкудневното секојдневно палење на стрништа, не само во Штип, туку и во целиот регион. Најмалку по 2 пожари дневно се гаснат од Штип до Делчево. Поради палењето на страништата и сувата трева често зафатени се шумските површини, гори борова шума, овошни насади, багреми и слично. Штетите се огромни и ненадоместливи. Апелираме оваа појава да престане. Велат од Беровската пожарна единица. Ја би повеќе дал апел до службите, до инспекцијските служби и до полицијата, мора да скапат во сила казнените мерки. Бидејќи ова да површува сите, не знам, наши могуćности на гасење, ова са големи површини, сите екипи ни се измалтретирани, не дај Боже да имаме некој урбан пожар, не знам како ќе се справиме со истиот. Но апелите речиси воопшто не допираат до ушите на земјоделците, па состојбата со палење на стрништа се повторува секојдневно. Од 1000 до 5000 евра е казната за сите оние кои намерно ќе предизвикаат пожар на отворено, впрочем како и ова што го гледате позади вашиот известувач. Лани по оваа основа се иницираа неколку постапки и се изрекоа казни, но состојбата на терен покажува дека pouka од тоа нема. Испоснување на почвата, уништување на минералниот слој, уништување на животинскиот свет и предизвикување пожари се само дел од последиците од палењето на стрништата. За разлика од кај нас, палењето на стрништа во Хрватска е сведено на минимум, откако државата реши да им ги укине субвенциите на сите оние земјоделци, чии стрништа се изгорени или пак ја имаат оваа намера како што може да ја покаже камерата на телевизија Стар.